Мораториум на изградбата на рудниците Казандол, Иловица и Боровдол, стопирање и ревизија на сите 86 доделени концесии за рудници од претходната влада. Ова се дел од барањата на активистите против рудници кои денеска протестираа во Валандово и го блокираа патниот правец кон Гевгелија и Скопје. Против рудници, да не се отварат рудниците. Се знае, ние во Валандово се земјоделци, не може да има рудара. Ние живееме од земјоделие и треба така да биде. И покрај најавите дека ќе дојде до прекин со работата на рудникот Казандол, се уште немаме никакви сознанија за активностите на надлежните. Дојдовме од Струмица да дадеме подршка против рудникот Казандол, против рудникот Иловица, против рудникот Боровдол и впрочем за сите 86 концесии за рудници. Активистите против рудници во Југоистокот добија подршка и од СОС Халкидик и Грција. Според нив, функционирањето на овие рударски комплекси ќе биде лошо и за оваа држава. Деструктивно е ова за опкружувањето, но и за заедницата. Затоа сме тука да покажеме солидарност со овие луѓе, но и да изразиме загриженост, бидејќи загадувањето преку Вардар ќе дојде до вториот најголем град во Грција, Солун. Асоцијацијата Југоистокот против рудници најавува кривишни пријави против лица кои издале концесии и дозволи за рудници, а ги прозваа претседателите на државата и владата да донесат одлуки за итно стопирање на изградбата рудници. Земете си работата во своји раце и утре, задутре, првиот работен ден, донесете одлука времено и веднаш стопирање на сите активности во овие рудници. Освен во Валандово, денеска се протестираше и пред владата во Скопје во знак на подршка на активистите против рудници од Југоистокот. Да дадеме апел до властите, кои да бидат, кога и да бидат, да не ги буткаат работите под тепих, да не ги буткаат работите на сила, дека парите не се секогаш единственото нешто за кое што ние треба да се бориме и за животот. Премиерот Зоран Заев пред локалните избори најави дека изградбата на рудниците ќе застане, оти носат лошо здравје и слаби перспективи. Активистите против рудници од Југоистокот и понатаму ќе продолжат со протести доколку владата не го ослушне нивниот глас, односно не донесе одлука за итно стопирање на изградбата на рудниците во Југоистокот, но и ревизија на издадените концесии во овој дел од државата.